Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате: кино на велосипед. Средношколци од гостиварските училишта на интересен начин се едуцираа за штетноста од емисиите на јаглеродниот диоксид. Новата локална власт започна со отстранување на велосипедските патеки во Тетово, за кои новиот градоначалник тврди дека се поставени противзаконски. Младиот поет од Тетово Јован Илиевски издаде нова книга со наслов Соба 610. Средношколци од гостиварските училишта на интересен начин се едуцираа за штетноста на емисиите од јаглерод диоксид. Гледаа филм на кино која добива струја со помош на велосипед. Ученици од средните училишта во Гостивар се информираа и едуцираа за климатската криза и борбата против климатските промени. Преку коцка со големи димензии, во која би собрало 125 кг јаглероден диоксид, визуелно можеа да си представат колку штетни материи одат во воздухот преку секојдневните навики на човекот. Потоа гледаа филм на кино кој добива струја со помош на велосипед. Активностите се организираа во рамки на проект на невладината Go Green, а во простории на Младинскиот ресурсен центар ICANN. Сакаме да им прикажеме на младите што конкретно и визуелно значат климатските промени и како нивните секојдневни активности придонесуваат до влошување на последиците или до намалување на последиците. Конкретно со коцката, например 125 кг јаглероден диоксид е еднакво на 2 недели возење со автомобил или пак 6 месеци комунален отпад во просек од домаќинствата или пак 50 кг неселектирана пластика. Тука го начнуваме моабетот дека доколку не возиш автомобил 2 недели, нема ова количество јаглероден диоксид да го испуштиш. Доколку селектираш пластика, ќе го намалиме количеството на јаглероден диоксид. Екоиновацијата со киното овозможува генерирање на чиста електрична енергија, настаната со нула емисии на јаглероден диоксид. Друга страна пак, преку велосипедот кој што произведува енергија, на интересен начин им кажуваме дека не е лесно да се произведе енергијата, и затоа треба да ја штедиме, особено сега еве во услови на енергетска криза, дека треба да користиме обновливи извори на енергија и секако да го користиме велосипедот како превозно средство. Поинтересно им е затоа што практично и визуелно го гледаат тоа. Значи не е класична теорија каде што ние сега ќе ви кажуваме и ќе ви учиме и ќе ви испрашуваме што значат климатските промени и како доаѓаме до тоа и слично, туку визуелно е пред нив е. Оваа коцка не може да остане незабележана. Значи не зборуваме за мразот на половите, што никој го нема видено од нас, туку зборуваме за она што јас го правам секој ден и како тоа допринесува до влошување на последиците од климатските промени. На јаглеродната коцка со графити се прикажани последиците од климатските промени, како и чекорите кои треба да се преземат за да се намалат последиците. На неа има и простор каде младите се потпишуваат и оставаат пораки за заштита на животната средина и планетата Земја. Проектот носи наслов Климатските акции започнуваат од тебе. Освен во Гостивар, се реализира и во Скопје и Охрид. Финансиски е поддржан од владата на Обединетото кралство и британската амбасада. Новата локална власт ќе ги отстрани велосипедските патеки во Тетово, за кои градоначалникот Билјал Касами тврди дека се поставени противзаконски. Денес започна отстранувањето на столбовите долж булеварот и Линденска, при што беше најавено поставување нови велосипедски патеки согласно законот и европските стандарди. Денеска сме тука на оваа улица за да реализираме едно судско решение каде има барање од судот, се покренува постапка за противзаконско поставување на ова стаза и во врска со ова судот бара да се тргнат
овие прешки и улиците, односно овој булевард, ова јавна површина да се врати на првобитна ситуација. Ние постапуваме по одлуката на судот, ќе се тргнат овие прешки и улицата ќе се стави во првобитна состојба. Значи судот веќе има постапка против општината и против поранешната градоначалничка, кои постапки ќе одат понатаму. Ние као општина ќе покренеме секоја, значи согласно одлуката на судот, постапка за штетата која е направена на општината, на граѓаните и на јавниот интерес. Сега Тетово ќе постапува по одлука на судот, по барање на полицијата, затоа што овој проект е направен спротивно на законот, а во следниот период, согласно законските регулативи, ќе се бара решение и за овој проект. Нови мерки за невакцинираните граѓани денеска предложи Комисијата за заразни болести, а меѓу нив и задолжителна вакцинација за здравствените работници, додека за вработените во јавниот сектор да биде неопходна потврда за примена една доза вакцина, ПСР тест или прележан ковид. Предлозите на Комисијата ги соопшти министерот за здравство Венко Филипче. Се донесе одлука, со консензус практично донесе сите членови на Комисијата за заразни болести соодветни предлози до владата, а тоа е да и предложиме на владата да сите вработени во јавниот сектор, во локалната самоуправа, во сите институции под овие владени институции за одење на работно место прикажат потврда за најмалку една примена вакцина или да имаат ПСР негативен тест кој ќе важи најмалку 72 часа, а ќе биде направен на сопствен трошок, или ќе имаат потврда за прележан ковид не постара од 45 дена, или ќе имаат потврда од лекар специјалист дека вакцината не може да ја примат, а тоа се една од оние ретки имунолошки состојби за што ние ќе излеземе со соодветна листа на болести и специјалисти кои тие потврди ќе може да ги издаваат. Препорачуваме до овие мерки да се приклучат и приватните компании. Веќе имаме на некој начин потврда, очекуваме дека ќе може да се приклучат со оглед на тоа што од Сојузот на стопански комори стигна едно писмо со слични барања, а се со цел да се заштитат производствените капацитети и целокупниот економски процес во земјата. Понатаму, уште една мерка, препорачуваме да вакцинацијата биде задолжителна за сите здравствени работници. Овие мерки предлагаме да стапат на сила 10 дена откако ќе ги усвои владата, за да граѓаните имаат временски период да се вакцинираат, а период од 30 дена да даеме на оние 20 до 30% здравствени работници кои што во овој момент се уште невакцинирани. Процесот на контрола од страна на сите инспекторати и Министерството за внатрешни работи бараме да се ажурира. Имаме електронски алатки, не се само хартиените сертификати, туку европските сертификати може да се даунлодираат на сите граѓани кои користат таков тип на мобилни телефони. Има апликација која што го прикажува соодветниот QR код и има апликација која што ја контролира валидноста на тој QR код, што значи дека се елиминира можноста да имаме фалсификувани сертификати. Тие две апликации се MK Wallet и MK Verifier и ги има и во системот на Google и го има во системот на iPhone. Значително е намалена смртноста на предвремено родени бебиња во земјава, но за да се задржи таквиот тренд, треба континуирано да се вложува во стручен кадар и опрема, нагласуваат од одделот за интензивна нега и терапија на новородени деца. Овој светски ден на прематуритетот го прославуваме со навистина значајни резултати во однос на преживувањето на најмалите бебиња. Затоа сакам посебна благодарност да искажам кај целиот тим на одделението за интензивна нега и терапија, затоа што овие резултати се постигна во најголем дел заради големата посветеност кон работата.
Секако дека придонес во тоа има и континуираната стручна едукација, опремувањето со високо софистицирана опрема, но за да се одржи тој тренд на пат на смртноста на прематурусите и да имаат што поквалитетен живот, потребно и понатака да продолжи инвестицијата и во кадар и во опрема. Со предложениот буџет за 2022 година, како што истакна министерот за економија Крешник Бектеши на денешната пресконференција во владата, се обезбедува поддршка и развој на малите и средни претпријатија, подобрување на деловната клима, изголемување на конкурентноста, поддршка и развој на енергетиката, поддршка на туризмот и угостителството и раст на инвестициите во енергетскиот сектор. Следната 2022 година ќе биде година на економско заздравување и забрзување на растот преку инвестиции. Главна карактеристика на целиот буџет на државата секако дека е развојната компонента, со што се обезбедува непречено финансирање на функциите на државата и силна финансиска поддршка за економско заздравување и забрзаниот, инклузивен и одржлив економски развој. Покрај тоа се планирани повисоки средства за капиталните инвестиции, како и активности за подобра ефикасност и ефективност во нивното користење. Во таа насока, буџетот на Министерството за економија за следната година е предвидено да изнесува 1,24 милиарди денари. Од овие средства, 151 милиони денари се предвидени за плати и надоместоци на вработените, за капитални расходи се предвидени 733 милиони денари, што е скоро 4 пати повеќе споредбено со 2021 година. А 214 милиони денари се предвидени за субвенции. Соба 610 е новиот роман на младиот писател Јован Илиевски од Тетово. Се работи за психолошки трилер, тематика која често е дел од опусот на Јован. Во разговорот ни откри детали од процесот на творење, но најави и промоција на почеток од пролетта во следната година. Мојот нов роман на Соба 610 е повторно во издание на издавачка куќа Култура. Се работи повторно за некој психотрилер кој што ми е сличен како со стинки на полноќ. Книгата изобилува премногу со психологија, има многу моменти на психотерапија и она што е важно за човекот за неговото ментално здравје, а при тоа во целиот тој процес е разлечена една мистерија, едно разрешување на убиство, како што велам јас, како што и самиот лик кој што е протагонист во романот се игра со умот на читателот и носи до една точка да се запрашаме кои сме, до каде сме и колку ни е во фокус собственото ментално здравје. Кажи ми колку време ја подготвуваше книгата и дали може би во време на овие изминати 2 години на пандемија ти помогна малку повеќе да се фокусираш, а и менталното здравје што го спомена и беше и фокус во изминатите години. Беше фокус, да, и може би тоа е дел од таа инспирација, ајде да кажам, за тоа што ме поттикна сепак не поврзано со ковидот така, но еден осврт кон тоа што е важно и на што треба да се фокусираме за да не дојде до поголеми психички растројства, психички проблеми, депресија, а веќе анксиозност така и така е секојдневно околу нас и не е тоа нешто премногу на кој што ставам фокус, туку тие потешки психички растројства до кои доаѓаат доколку ние навистина немаваме на тоа. Ќе има официјална промоција и ја планирам некаде околу март-април 2022 година
реков ајде дека стивне ова сејлин или барем да е на поотворено почеток на пролет, тука е денот на книгата, светски ден на поезијата, така тогаш очекувајте да се дружиме на промоција. Годишнината од денот на ослободувањето на Тетово и оваа година ќе биде достојно одбележана. Во предвечерието на празникот ќе биде организирана пригодна манифестација, додека на 19 ноември ќе биде положено свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата. Празнична манифестација по повод 19 ноември, денот на ослободувањето на Тетово и оваа година организира Сојузот на борци од НОБ и граѓаните продолжувачи. 77 години слободно Тетово ќе се одбележат со богата програма во предвечерието на празникот. Вечерта на 18 ноември четврток со почеток во 19 часот во Центарот за култура Илјо Антески Смок. Како современа генерација на достоинствен начин заедно да го направиме бесмртен идеалот на нашите предци, кои пред 77 години ја избраа слободата на Македонија за сметка на своите млади животи, порачуваат организаторите на настанот. Тоа што го започнавме пред 3 години, годинава продолжува понатамо. Тоа е после долго време, неколку децении пауза, да го одбележуваме достоинствено, достојно денот на ослободувањето на градот, кој е ден за радост во цела Западна Европа или онаму каде што државите биле на вистинската страна од историјата, биле антифашистички, денес со гордост на своите предци и нивната борба прославуваат. Го вројувам и нашиот град Тетово во таквите градови. Годинава здравствените протоколи за вирусот, за разлика од минатата година, дозволуваат настан со физичко присуство и затоа го организираме овој настан утре во четврток на 18.11 во пресред на денот на ослободувањето во 19 часот во Центарот за култура Илјо Антевски Смок во центарот на Тетово. Настанот е од културен карактер со музичко-сценска, забавна и меморијална нота, а ќе се одржи согласно важечките здравствени протоколи за заштита од COVID-19. Мислам дека тоа што беше изминативе години е доволен показател колку богата ќе биде програмата, па така да само најавувам богата програма со повеќе изненадувања, убаво осмислена, со една силна меморијална нота, но и забавна нота. Организираме ковид безбеден настан со почитување на сите правила кои што здравствените власти ги налагаат, а тоа е приложување на вакцинален сертификат и задолжително носење на заштитна маска на лицето. Одбележувањето на празникот ќе продолжи на 19 ноември петок, кога ќе биде организирано положување свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата во Тетово со почеток во 10 часот. И на овој настан организаторите повикуваат на почитување на здравствените мерки и препораки. Спроведена полициска акција за однесувањето на пешаците во сообраќајот на подрачјето на СВР Тетово. Следуваат и останатите детали од полицискиот билтен. Вчера од 8 до 13 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акциска контрола на пешаци и на нивното однесување како учесници во сообраќајот. При контролата биле откриени и санкционирани вкупно 46 прекршоци, 29 во Тетово и 17 во Гостивар, односно исто толку пешаци кои не ги почитувале одредбите на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. При контролата исто така санкционирани се 11 други видови прекршоци, 10 во Тетово и 1 во Гостивар. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци. Вчера од 8 до 20 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена и контрола на брзината со која се движат возилата надвор од населено место. При контролата претежно на автопатот Гостивар Тетово Скопје откриени и санкционирани биле вкупно 31 прекршок, 13 во Тетово и 18 во Гостивар. Најголемиот број од констатираните пречекорувања на максимално дозволената брзина биле до 50 км на час над дозволеното, а 4 во Тетово до 70 км на час. Во акциската контрола санкционирани се и 44 други видови прекршоци, 39 во Тетово и 5 во Гостивар.
Ноќеска 10 минути по полноќ на улица Илинденска во Тетово полициски службеници на СВР Тетово привеле 47 годишен тетовец осуден на затворска казна. По приведувањето реализирано со судска наредба, тој бил спроведен во казнено-поправната установа Затвор Тетово за издржување на казната. Вчера во периодот од 8 до 10 часот и 30 минути полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 36, 39 и 70 годишник од гостиварското село Врбен поради мнение дека пред неколку дена одзеле различни предмети од викенд куќа во Маврово. Неголемиот број од предметите се пронајдени и ќе му бидат вратени на собственикот. По целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 17 часот и 30 минути 34 годишничка од Гостивар во СВР Тетово пријавила дека нецел час пред тоа физички била нападната од нејзиниот сосед поради меѓусебни недоразбирања. Се преземаат мирки за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар вчера пак во 9 часот и 10 минути лишиле од слобода 65 годишен тетовец поради сомнение дека околу 8 часот и 30 минути се обидел да одземе пари од продавач на гостиварскиот голем пазар. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе биде поднесена соодветна пријава. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!